Но целта ќе биде таа, како што реков, да го воздигнеме Христа и тоа Христа распнатиот. Знаете, додека се градел Соломоновиот храм, еден камен на сите им сметал, никако не можеле да му го најдат местото, па го шуткале денавака дената, и го тргнале сосема, за да на крајот сватат дека таму баш кај аголот, многу битен дел, баш добро се вклопува аголниот камен. Знаете на кого алудирам, нели? Самиот Исус ќе каже, подосна ќе спомне тој стих, бил отврлен. Дали, прашањето е дали денес ние, како адвентисти, во ова последно време во кое што живееме, дали ние, имајќи една толку важна вест, знаеме исто така да го отфрлиме аголниот камен. Зоран убаво кажа, значи, прва ангелска вест, втора ангелска вест, трета ангелска вест. Тоа е веста за нашето време, веруваме, како адвентисти. И тука се и Вавилон, тука се и зверот, и 13 глава Откровение, и една зверка, друга зверка и така натаму. И сето тоа добро ќе го пренесеме, а да го испуштиме најглавното. Исуса Христа и тоа распнатиот. И Адвентишката црква го имала тоа како проблем, уште од самиот старт, движењето, како се формирало. И затоа во 1888 Господ, како што Елен Вајт вели, нели, Божиот пророк, Господ пратил нова светлина до Божиот народ, веста за оправдување со вера. Зошто? Затоа што адвентистите го форсирале законот, знаете, на почетокот, законот, Христа го заборавиле. Иако и самиот закон, знаеме дека е препис на Божиот карактер. Ама, зависи, може да една тема да ја опфати од една страна, па или од друга страна, и зависи како, значи, гледате, зависи како ќе ја опфатите темата. Ајде да отвориме први во Откровение 18 глава, први стих. Сега треба малку да звучам повеќе не како Борче, туку повеќе да звучам како Јани, би рекол. Значи малку по-вавно, онака. Ке се обидам, па нормално, не сум Јани. Да. Откровение 18 глава, први стих. Ова е веста на така наречениот четврти ангел. Откровение 18.1. А што се однесува на тоа што немаме многу време, значи, кој знае дали третина ќе поминеме од она што го имам пред себе, ќе видиме. Потоа видов друг ангел, значи Откровение 18.1. Потоа видов друг ангел како слегува од небото, кој имаше голема власт или голема сила, и земјата се осветли од неговата слава. Ова е тој четврти ангел, ова е последната порака до светот, која е што ќе се објави со голема сила и целата земја вели ќе биде осветлена од славата на овој ангел, од славата на самата порака. Каква е таа сила, каква е таа слава, која е таа сила и која е таа слава? Е легитимно прашање што можеме да го поставиме на почетокот. Да отвориме сега во Галатјаните, 6 глава, 14 стих. Во меѓувреме не пристигнаа некои гости. Би им посакале добре дојде, ако не разбираат. Значи, Галатјаните 6.14. Павлови зборови. А јас сум далеку од тоа да се фалам, да се славам, со нешто друго, освен во крстот на нашиот Господ Исус Христос,
преку кого светот е распнат за мене и јас за светот. Павле јасно вели, нема со што друго да се славам или фалам, освен со крстот, со Христа распнатиот. И следниот стих е во прво послание до Коринќаните, прва глава, прво послание до Коринќаните, прва глава, 18 стих. Зашто словото за крстот е безумство за оние кои пропаѓаат, соблазни за евреите, нели, како што беше спомнато, а за нас кои се спасуваме, Божја сила. Од овие два стиха, од овие два Павлови стиха, можеме лесно да сватиме дека таа сила, таа слава со која што ќе биде осветлена целата земја преку онаа последна порака до светот, е ништо друго, туку воздигање повторно на Христа и тоа на Христа распнатиот. Објава на неговиот на Божиот карактер. Со други зборови, затоа што Божиот карактер највеќе можеме да го видиме токму на крстот Голготски. И Павле не случајно го истакнува и го проповеда Христа распнатиот, не само заради тоа, туку и крстот ја има таа привлечна сила. Нели, Исус вели, кој ќе биде издигнат над земјата, алудира на неговото распнување, ќе ги привлечам сите кон себе. А тоа е целта, тоа е моќта, тоа е, мислам, целта на нас, како избрани орудија во Божите раце, во денешно време да го привлечеме светот кон Христа, кон вистината. Тоа највеќе го може крстот, ништо друго. Значи, четвртиот ангел од Откровение 18 глава има за цел да ја засили пораката на претходните три, да им даде сила, а тоа не е ништо друго, туку пораката за Исуса Христа распнатиот, како што реков. Че Христос распнатиот треба да биде средиште на секоја наша порака. Ево сега ќе прочитам неколку цитати од Елен Вајт. Првиот е од Христови параболи, 356 страна македонскиот превод или 415 оригинал, ако некој тоа го интересира, ако запишува. Видите што вели Елен Вајт. Откривањето на неговиот карактер, полн со љубов, е последниот зрак на милосрдната светлина. Последна порака на милоста, што ќе му се објави на светот. Која беше таа последна порака? Откровение 18 глава, први стих. Што е тоа откривањето на неговиот карактер полн со љубов? Тоа е последната порака на милост, што ќе му се објави на светот. Повторно тоа е крстот. Христос распнатиот. Божите деца треба да ја објават неговата слава. Со својот живот и карактер треба да покажат што сторила Божјата благодат за нив. Значи, среде Божиот народ ќе биде воздигнат Христос. И тоа Христос распнатиот. Ке се рефлектира Божиот карактер. На тој начин ќе биде осветлена целата земја, целиот свет. И тоа ќе има сила. Затоа што крстот навистина има сила. Го спомнав Минеаполис и онаа порака до 88 и Елен Вајт на многу места спомнува, значи, дека треба посилно да се проповеда Христос и тој да биде издигнат, а не законот, законот и само законот. Еве еден друг цитат од библискиот коментар, 6-тиот волумен од библискиот коментар, страна 1113. Висејќи на крстот, интересен цитат. Првиот дел, прва реченица е појас на здравје. Ова се цитати кои што јас ги обожавам, значи јасни. Не можеш тука да вртиш лево десно. Висејќи на крстот, Христос беше Евангелието. Христос распнатиот, тоа е Евангелието. Значи што проповедал Павле? Евангелието го проповедал. Суштината на Евангелието. Висејќи на крстот, Христос беше Евангелието. Ова е нашата порака, нашиот аргумент, нашата наука,
нашето предупредување до непокајаните, нашето охрабрување за ожалостените, надеж за секој кој верува. Ова е се. Што вели во продолжетокот? Значи, тоа е нашата порака. Што? Христос распнатиот. Тоа е нашата наука. Тоа е нашето предупредување до непокајаните, до овој свет. Тоа е нашето охрабрување, тешење на ожалостените и надеж за секој кој што верува. Друг цитат од Евангелски работници. Страна 156, оригинал. Од сите други кои исповедаат дека се христијани, адвентистите на седмиот ден треба да предначат во издигнувањето на Христа пред светот. Повторно алудира, значи, издигнувањето на Христа, повторно тоа е Христос распнатиот. Објавата на тројната ангелска вест ја опфаќа и вистината за саботата. Значи, тоа ќе ни биде дел на нашето проучување, можеби во следната сабота, троангелската вест. Веста за наше време, меѓутоа ќе се обидеме да преку тие три ангелски вести да го издигнеме Христа и тоа Христос распнатиот. Објавата на тројната ангелска вест ја опфаќа и вистината за саботата, меѓу другото, нели тоа е во првата ангелска вест. Поклонете му се на оној кој што ги создаде небото, земјата, морето и водните извори. Оваа вистина, како и другите што се вклучени во пораката, тука има еден куп вистини во троангелската вест, треба да бидат објавени. Значи, нормално, тоа е дел од пораката, но средиштето кое треба да привлекува Исус Христос не треба да се изостави. Че тоа е тоа што има привлечна сила. Исус Христос. Да и саботата, да и здравствена реформа и не знам и што се може тука да биде вклучено. Подолу, нели, Вавилон, лажното евангелие, претко, нели, вистинското, па лажното евангелие, па предупредувањето до тоа да се избегне да се прими жигот на зверот и така натаму. Меѓутоа, Исус Христос треба да биде средиштето на таа порака. Тој треба да биде издигнат, затоа што тоа е она што привлекува. Сега, денеска толку имаме време, ќе разгледаме неколку стиха од Библијата, кои што можеби навидум не ги гледаме како такви, меѓутоа се стихови кои што го издигнуваат Христа и тоа Христа распнатиот. Значи, пред да навлеземе, тој ќе биде веројатно следната сабота во троангелската вест, да видиме сега неколку стиха од Библијата. Матеј 21 глава, 42 и 44 стих. Матеј 21, 42 и 44. Исус им рече: зар не сте прочитале никогаш во писмата? Еве оној стих. Каменот што го отфрлиат зидарите, тој стана крај аголен камен. Од Господа е тоа и чудесно е во нашите очи. И кој ќе падне врз тој камен? Сега 44 стих. Аголниот камен, кој што го отфрлиат зидарите. И кој ќе падне врз тој камен, ќе се разбие, ќе се скрши. А врз кого ќе падне тој, врз кого ќе падне па каменот, ќе го здроби. Е сега, Даниил 2 глава 34 стих. Знаеме, кипот, сонот кој што ќе му го протолкува Даниил на Навуходоносор, значењето. И вели во 34 стих, сите оние царства изредени до краја до долу во прстите, каде што времето во кое што ние живееме, прстите, каде што калта не се меша со железото и прост заклучок од сето тоа Европска унија нема да биде никогаш тоа што мисли дека ќе биде. И не само Европска унија, туку и целиот тој поредок кој што го планираат, нема воопшто да биде тоа што тие мислат, дека нека некое царство налик на овие претходните. Не. Но да се вратиме на темата. Даниил 2.3.4. Ти наблюдуваше, од ненадеж се одвали камен, а да не го допре рака, па удри во кипот, во стапалата од железото и глина, да го скрши. Кого крши, кого руши, кого здробува овде овој камен? Тоа е истиот камен. Оние кои што не се скршиле на каменот, каменот паѓа врз нив и ги крши.
Тоа се оние нации, тоа се царства, тоа се и поединци кои што не го воздигнале Христа во својот живот, не го прифатиле Христа, не ја прифатиле жртвата. Еве го крстот. Гледаме Христа распнатиот. Значи, пророштвата, можеме да кажем, во Даниел 2 се пророштва кои што укажуваат на тоа дека ќе бидат сотрени и царства и поединци кои што ќе го отфрлат Христа. И сите тие царства биле безбожни, мислам, против Бога, па и денешниот систем кој што се гради е исто така безбожен и се издига против Бога. Тоа го видовме од некои од моите претходни излагања. Даниел 12 глава 1 стих, кога сме веќе кај Даниел, сега во 12 глава 1 стих. Во она време ќе стане Михаел, Даниел 12.1. Во она време ќе стане Михаел, големиот кнез, кој ги штити синовите на твојот народ. Тоа ќе биде време на страдање, какво немаше откако се луѓето, па до тоа време. Во тоа време ќе се спаси твојот народ, сите кои ќе се најдат запишани во книгата. Стихот вели, ќе бидат спасени, ќе биде спасен Божиот народ, а во Божиот народ спаѓаат сите оние кои што се запишани во книгата. Која е таа книга? Продолжен наслов на таа книга, да го најдеме во Откровение 13.8. Откровение 13.8, каде што нели се баш оние зверките и Откровение 13.8. И ќе му се поклонат сите кои живеат на земјата. На кого ќе му се поклонат? На првиот звер, чии имења не се запишани, значи ќе му се поклонат на зверот и нема да бидат спасени, оние чии имења не се запишани во книгата на животот на јагнето, заклано од создавањето на светот. Ево го Христос распнатил. Книгата, која што е спомната во Даниел 12.1, овде е наречена книга на животот на јагнето, заклано од создавањето на светот. Откровение 3.20, познатиот стих, од неодамна го спомнавме во еден друг контекст. 3.20, Откровение, еве стојам на вратата и чукам, ако некој го чуе мојот глас и ја отвори вратата, ќе влезам при него и ќе вечерам со него и тој со мене. На каква вечера мисли овде Исус? На заедништво, нормално, но и тогаш го спомнавме, мислам, во овој контекст, причест. Што значи причест? На што не подсетува причеста Господовата вечера? Секојаш го истакнуваме крстот, секојаш го истакнуваме Исуса распнатиот. Преку оние символи што ги примаме, преку лебот и виното, телото и крвта Христова. И во овој контекст, значи ова е дел од пораката до Лаодикеја. Што му фалеше на Лаодикејецот? Кои беа оние лекарства, да кажем, она што вистинитиот сведок му ги препорачува на Лаодикејецот? Вера и љубов, да, вера и љубов, Христова праведност и Дух Свети во превод, значи. Каде ќе ви се засели, каде ќе ја најдете верата, ако не под крстот Голготски? Каде ќе ја видите љубовта, ако не под крстот Голготски? Таму највеќе изразено. Таму ќе сватите дека вие сте никој и ништо, дека вашата праведност е нула. Таму ќе сватите дека ви е потребна Христовата праведност. Неговите заслуги. Тука ќе сватите дека треба да се надевате во неговите заслуги, а не во своите. Затоа што без крстот, без таа жртва, ништо. Нема спасение. Откровение 7.9. Уште неколку стиха. Потоа видов и ете големо множество народ,
што никој не можеше да го изброи. Од сите народности и племиња и народи и јазици како стојат пред престолот и пред јагнето. Облечени во бели облеки, со палмини гранчиња во своите раци. Спасените, големо множество, облечени во бели облеки. Откровение 7.14, подолу, значи неколку стиха, ни кажува како овие се нашле во тие бели облеки, како ги испрале своите облеки. Јас му рекол, вели, Господине мој, ти знаеш, и ми рече, тоа се оние кои доаѓаат од голема неволја. Значи, на поставеното прашање, кои си овие? Тоа се оние кои што доаѓаат од голема неволја, кои ги испраа облеките своји и ги избелија во крвта на јагнето. Еве го повторно Христос. И тоа Христос распнатиот. Во книгата на Откровение, книгата на Данијел претходно, значи, најбитните книги за денешно време, кои што ја носат пораката за денешното време. Откровение 12.11. И тие го победија заради крвта на јагнето и заради словото на своето сведоштво и не го засака својот живот дури и до смртта. Победата е возможна само преку крвта на јагнето. Преку Христа распнатиот. И 12 часот е. Уште малку. Ајде, уште малку. Марко 16.15. Шо ова беа неколку стихови кои што ги нафрлив, ги има многу, но ете, некои може би позначени што ете, јас ги увидов. Марко 16.15. Сега навлегувам во еден друг дел од пораката, од темата. Што им вели Исус на учениците за Евангелието? Марко 16.15. И им рече, одете по целиот свет и проповедајте го Евангелието на секое создание. Тоа е налогот, оставен до нас, како Христови следбеници и негови ученици. Да одиме по целиот свет и да го проповедаме Евангелието до секое, на секое создание, буквално на секое. Во Матеј 24.14 што се вели? Матеј 24.14. И ова Евангелие за Царството ќе биде проповедано по целиот свет за сведоштво на сите народи и тогаш ќе дојде крајот, тогаш ќе дојде свршетокот. Ќе се испроповеда Евангелието до секое создание и тогаш ќе дојде крајот. Секој ќе има прилика да донесе одлука. Некому ќе му биде за сведоштво, а некому за спасение. Каде сега ја наоѓаме пораката на Евангелието? Токму во тројната ангелска вест. Сега тука ќе скратиме малку, ќе очитаме 6 стих. Доволно е 6 стих од 14 глава Откровение. Тоа е првата ангелска вест. Заклучно и со 7-иот, тоа 6-иот е битен. И видов друг ангел како лета посреде небото, имајќи вечно Евангелие, за да им го проповеда на жителите на земјата, на секоја народност, на секоја племе и јазик и народ. Еве го налогот, еве ја истата мисла од претходно. Значи, тоа е пораката за последното време, за сегашното време кое што живееме. Да се однесе вечното Евангелие до секој крај на светот. Евангелието го имаме, вклучено во тројната ангелска вест. Секако. Ова би можеле да го видиме следниот пат, значи дека во ова прва ангелска вест, само во првата ангелска вест има 4 дела, се вклучени, значи 4 пораки всушност. Значи, бој се од Бога, подај му слава, дојде часот на судот и поклонете му се на Творецот. Втората ангелска вест е пат на големиот Вавилон. Третата, ако некому се поклони на зверот на неговиот лик и ја прими ознаката на своето чело и на својата рака, на него ќе го пие виното на Божиот гнев. Но сега да отвориме во Римјаните 1.16. Че видовме дека треба да се испроповеда Евангелието до секој создание. Евангелието е вклучено, таа порака, во тројната ангелска вест.
Римјани 1:16 повторно Павле вели: зашто јас не се срамам од Евангелието, бидејќи тоа е Божја сила за спасение на секој кој верува. Првин за јудеец, а и за грк, за секој незнабожец. Евангелието е Божја сила. Што прочитавме претходно и е пак. 1 Коринќаните 1:18. Тоа е силата. Тоа е оно што привлекува. Зошто словото за крстот, 1 Коринќаните 1:18, Павле вели, зошто словото за крстот е безумство за оние кои пропаѓаат, а за нас кои се спасуваме Божја сила. Значи, словото за крстот е Евангелието. Како што прочитавме цитатот на Елен Вајт. Христос распнатиот, додека Исус Христос висеше на крстот, тој беше Евангелието. Јован 12:32, го спомнавме. А јас, која ќе бидам издигнат од земјата, ќе ги привлечам сите кон себе. Тоа е таа привлечна сила. Божјата сила се манифестира со проповедање на крстот токму. Крстот е силата Божја. И токму на тој начин, издигнувајќи го Христа распнатиот, издигнувајќи го крстот, највеќе можеме да ги привлечеме луѓето кон Христа, да го остават гревот и да излезат од Вавилон. Знаете, втората ангелска вест како гласи? И четвртата вест, да кажеме, она четвртиот ангел кој што ја засилува пред се втората ангелска вест. Излезете од неа, народе мој. Како ќе ги натераме? Нема да ги тераме со сила. Треба да ги привлече нешто. А тоа е Христос распнатиот. Тоа е привлечната сила. Во крстот. Треба да се издигне Христос. И пак би ги прочитаве за на крај оние зборови. Прво послание до Коринќаните, 2 глава. Павлови зборови. Прво послание до Коринќаните, 2 глава, 1 и 2. Еве и првиот стих сега ќе го прочитам. И јас кога дојдов при вас, браќа, не дојдов со висок говор или со мудрост. Не дошол Павле да филозофира, како што брат Зоран спомна, како се обидел со грците. За да ви го проповедам, вели, Божето сведоштво. Нема потреба од некоја мудрост човечка. Од некакво знаење. Вториот стих, зашто решив да не знам меѓу вас ништо друго. Значи, ова е друг стих, претходно прочитавме еден друг. Зашто решив да не знам меѓу вас ништо друго освен Исуса Христа и тоа распнатиот. И навистини тоа и го правил Павле. Средиште на секоја негова порака бил Христос распнатиот. Затоа не е ни чудо што така најубаво ни ја пренесува и веста за оправдување со вера, кој што всушност е ангелската вест. Ако сте читале, Елен Вајт многу јасно кажува. Тоа е веста за оправдување со вера, затоа што Христос е издигнат и тоа Христос распнатиот. Нека Господ ни помогне да се трудиме да го воздигаме Христа, затоа што и тоа Христос распнатиот, затоа што тука е привлечната сила. Во секоја наша порака, во секоја наше сведочење, секоја наша проповед, да го воздигнеме Христа, затоа што тоа е привлечната сила. Тоа може да ги привлече луѓето кон Христа и кон спасението. Нека му е слава нему. Амин.